isto, znači zdravstvo ima točno informacije što sme правеле и може да ги земе тие документи на увид кои ги нема нигде во материјалите. Значи, пак, целата документација со Уставниот суд, за кој сметате дека сакате да видите овде, од почеток до крај, од самата одлука, пресудата, времената мерка, нашите постапувања. Затоа и тврдиме дека не држи вода дека не сме постапиле. Тоа е одлука од 24 година. Не, декември е последната комуникација со Уставниот суд. Ние ова го имавме 24 март. Ова у март беше или февруари беше кога беше кината таа одлука на комисијата. Значи, според се ова тврдите дека министерот без факти ги одземе ингеренции? И како ја толкувате неговата еве? Да не заокружуваме конкретно. Конкретно мислам дека министерот не е до крај информиран од комисијата негова. Затоа и ние комисијата негова на министерството ја имаме на тапет како со кривична пријава за нив. Значи, да би можел министерот да донесе, он треба да биде брифиран. Ако он имал со неговата комисија комуникација, ден, два месеци е министер. Ако он имал разговори со подносителите на документацијата, кои ја докажуваат таа истина, со нас е имал само 2 средби од 30 минути минатата со мене лично. Затоа што разговаравме и како што идеше разговорот, он прво викаше дека немам ништо доставено, комората ништо не постапила, нема документи, они имаат докази, вие ништо нема. Вие ние сме давали. Говорот беше, но тоа знаеш излезе дека е по сектори, не е стигнато, не ги видел. Како што беше приговорот и постапувањето не е најдено, така исто тоа. Проблемот го бараме во комисијата, затоа што едноставно министерот има и други обврски у живот. Он знае што работи, но колку е он брифиран, е сега зошто така? Прочитав еден фин надпис, за вас не знам сега како е, кој од пушка испали од земање на едно властување на нешто што не држи вода, тоа е. Пак сега, сепак, него треба да го прашате. А за ова работа, за сите работи што ги кажа, нерегистрирани издруженија, кои сега во момент, како неправилности ги наведува, не ги цитира, ние имаме, например, овде, фактури што сме давали, како комора, 2007, 2008, на истите тие здруженија што се состав на Македонско стоматолошко друштво, како е Македонско лекарско друштво, носител главен на едукацијата во медицинската комора, лекарската комора. Кај нас е Македонско стоматолошко друштво. Ако нашите здруженија стручни во Македонско стоматолошко друштво кои се бе и кои работеле од 2006, ние фактури, сега тука имам секоја година наназад, како се давани фактури, значи на постоечките здруженија, значи тие работеле едукација, и решенија имаме и се за тие едукации. Ако ние сме ова работеле нелегално, наназад 20 години, тука значи не се работи за сегашниот состав, се работи и за претходниот професор Поповски, за претходната... Да, ги кажете, дали едно од тие здруженија е ваше? Само мало. Дали е ваше едно од тие здруженија? И ова се однесува, че се прелеги на лекарската. Здружение нема у момент мое. Јас сум основивач на едно здружение 2007 година, кое у момент на негде 2017 дадена е оставка од мене и сосема други правен субјекте. Тој организатор е сосема друг правен субјект, равноменен со сите, како што е за другите правила и за него. Нема 100 пати е проверувано и од Државна комисија за корупција, тоа здружение, проверувано е јасно, проверувано од финансова полиција тука и околу приходите. Значи нешто се имаше представка дека комората давала пари на тоа здружение, па тоа здружение мене ми исплачало перење пари, демек сега здружението не е негово, он не е здружение, но комората давала пари на здружение, здружението давало на него и е него. За жал, постојат документи, тука се сите овде, дека комората ни денар некон, тоа здружение, кон ниедно здружение нема дава. Затоа што на комората не е работа да дава на здружение, него да зима. Ние зимаме од здружение. Фактурите, што ги кажувам,
се од комората дадени кон здруженијата. Комората, еден од основните столбови на финансирање на комората се работата на здруженијата и парите што стигаат од неа. Еден од основните делови на буџет. Значи нешто што сум ја формирал како ЗГ стоматолошко здружение, кое подосна тогаш беше здружение на граѓани. Па подосна прерасна здружение не ЗГ, него само стоматолошко здружение. Па прерасна стоматолошко здружение на Македонија. Тоа има ли лиценца здружение? Има, тоа е интересна постои. После се тоа здружение кое работеше во системот на едукација од 2008, негде 2012 сфузира со здружението на стоматолози Етернитас. Етернитас некој ја знае, некој не ја знае, не ја познава, професорката Минуска. Етерна ден. Мислам дека барем сте чуле за професорка, она беше председател на здружението Етернитас и ние, ја и она, направивме фузија, направивме заеднички правен субјект, друштво и понудивме на сите специјалности по статус, како и другите што се, да се организираат стручни здруженија во состав на тоа друштво. Ја во тој момент останав уште како председател на друштвото, она остана како председател на здружението Етернитас, кој е во состав на друштвото и после се приклучија и други. И во моменту тоа здружение, тоа друштво има мислам 4 здруженија, професор Капушевска е едната, професор Миновска е другата, професор Шушак е трет и професор Анета Миовска е четврти председател кои се на тие здруженија, што знам ја, пошто сега мора да погледнам у нивните документи ради овие информации да ги. Така да, финансова полиција делове беше ли? Не делови, они се тука 6 месеци. Затоа што министерот се повика... Да, се повика, а ја ги очекувам и денес. Затоа што бара целовит, целокомплетно, ова што го даваме, што го дадохме на министерот, што не сакаше да го земе кај нив, веќе го стави. Значи, комплетно финансиската конструкција, не само нив, комплетно, значи и моја финансиска состојба, односно моите банкарски сметки, моите приходи, моите договори за дело, се што се последни 7 години бара, од 18-та наам е доставено и се е кај нив. Но тоа беше пред 5-6 месеци и сега се појавија со друг правец, веројатно, сега, да има нешто. Ке имавме нешто, ја немаше да бидам тука, прво, имаше некои други принципи на однесување. Сега доаѓаат, бараат документи кои се однесуваат на едукација. Многу е чудно, финансова полиција да те прашува за документи за едукација, за сертификати, за договори со здруженија, за нешто така. Многу е чудно да има време финансовата полиција, но беше чудно и УЕП. Ние не сме да дадуваме, да ни седи 2 месеци. Беше многу чудно и тоа. Уште колку мандат имате до овој мандат? Па, ако Бог да, Израел да ме послужи уште 3. Уште 3 години? Ова ми е втор мандат. А имате ли поддршка и од останатото раководство? Вака сега, значи, затоа кажа пред малку, ние можехме да се собереме сите. Но не се собравме ради, мислам, не личеше да се собереме. Не можам да зборам што се тврдам, мене ми е доволно собранието последно на годишната собрание што правевме 10 месеци. 10 месеци. По инцидентот со таа работа. И за ова сите се запознаени, јас сум го контактирал. Значи, ја дадов извештај, дадов информација, има видео снимка од тоа, има записници, има одлук. Мојот извештај како председател на комора е прифатен од 41 делегати. Само и за ова да го објаснам. Министерот обвини дека, ти кажа дека сте менувале членови делегати кои не биле истомисленици, односно на иста линија, така рече во изјавата, за да може да си ги бирате здруженијата кои на вас одговараат. Ја не сум го слушал, мислам, поштено кажам. Не, ја не сум го слушал, не знам тачно што кажал, ми кажа дека и на кафе ме викал. Бај да бе, не знам. Рече дента ке ве викал. Не ме викма, дента се слушал, не се договори кон средата ке викал. Значи, сменување на истомисленици. Кои не се на иста линија со вас, така рече изјава. Значи, не знам дали се тие луѓе на иста линија, но ако некој направи трекаш, комората е должна да постави. Пример, имаме едно тркање неистомисленик. Не знам дали е неистомисленик, но колешка една, која беше делегат, поднесе, ние сме поделени во регионални одбор. Регионалниот одбор има 20 бари. Регионалниот одбор има 5 члена.
За да може регионален одбор да донесе одлука, треба да одржи состанок, да има записник и 3 члена барем да се гласаат за тоа. Тоа е правило сега. Дури само во диктатура не е така правило, значи сега е правило. Колешката употребува печат и се подпишува како председател на регионален одбор, без одржана седница на регионален одбор, затоа имаме изјави од членови на регионален одбор, и дава полномошно на адвокат да ја тужи комора. По однос на изборите на делегатите во овие последни. Само таа членка е смената од служба? Истото тоа се случува со друга членка. Две исти, ние имаме по изборите имавме 22 предмета на управен суд за време на мерки. Сите ги добри. Што беа неосновани. Што се случува? До Министерство за здравство се жали. Колешки. Тоа е последното се. Ќе кажам и предсудно. Последно, значи до Министерство за здравство се жали. Од таму стига дека немаат они ништо со тоа, тоа е надлежност на комората. Се жалија на управен суд. Минатата недела ги добивме од пресудите на управен суд дека се неосновани и дека комората има право со тие постапки и дека нема да се затвараат постапка. Дали ќе имат на висши судови, тоа е више потом. Но пример за тие две колешки е затворено не внатре на второстепениот процес што е овде, не во Министерство за здравство, него е затворено и на управен суд. Толку за нив. Говори за некои колеги од 2018. Точно е дека само секунда ви гледам. Точно е дека двајца колеги од Гостивар изгубија делегатство. Но не доаѓање на седници на собрание на комора, неоправдано повеќе од 2 пати, само по себе одзема делегатски статус, по статутот. Значи они не се појави. Не го спомнувам оружениот инцидент што се случи во Гостивар, со еден од тие делегати што према друг делегат, тоа не е битно за предметот. Или имаме случај на друг делегат исто, не истомисленик, може би да, може би не, кој не плати членарина година и или 2 години, зашто има факти, а статутот вика повеќе од 12 месеци не платена членарина, но губиш членството у комората. Ако не си член у комора, не може да бидеш делегат. Така да, дали се неистомисленици не знам, но одлуките што се носени овде не се врз основа на ставови, него врз основа на закон. И како ќе продолжите сега? Не може да стигне од прес. 40 степени изгуби смисла на пресуда. Не знам, да Па прашуваме за све што е актуелно на пресуда. Со лиценците. Дали сте легитимни да ги продолжите или да испушите нови лиценци? Од денеска, комплетно го затвараме процесот за давање на лиценци. Не за тоа што сметаме дали сме или не сме, него во момент додека не добиеме, ова е многу штурно. Како ќе може да работат со проблем. Вие ќе ги упатиме до министер за здравство. Затоа што он во случај кога превзема ова, кога превзема министер за здравство ова, он мора да определи таму сектор кој ќе го работи лиценцирањето. Ние ќе ги предадеме, нема да ги предадеме вработените. Простор, но материјалот, документацијата, што имаме, по спецификација ќе предадеме, имаме рок 15 дена. Од момент на излегување од службен вестник, вика, комората во рок од 15 дена од делот на конечноста, конечна е службен вестник, да му предаде целокупна документација и евиденција. Тоа што е говорил, треба да објасни што бара, ќе му дадеме и више. Не, јас не сум овластен да правам подпис на лиценци. Што значи тоа за комората? Лично обратно? Не, комората останува со другите опартумени, затоа што комората ќе ги работи стручните надзори. Ние имаме од министер за здравство сега пред краток период решение за продолжување на стручен надзор. Значи ова е многу интересно, ја ви кажувам. Во исто време стигаат две решенија. Со едно одзема, со друго вика комисија. Во исто време стручниот надзор не стига одобрение за вршење на стручен надзор, тоа е делот у јавните властувања. Во исто време, што е јавно властување? Води регистр. Регистарот ќе остане кај нас, ќе го водиме ние. Не го одзема регистр. И врши стручен надзор. Значи, 267 став 1 или точка 1 или член, како ќе го рекле, вика, стоматолошка комора издава, обновува, продолжува и одзема лиценција за работа. Тоа е одземено огласувањето, води регистар на издадени, обновени и продолжени одземени лиценци, тоа е продолжување со работа и врши стручен надзор над работата на здравствени установи и здравствени работници и тоа имаме решение да продолжиме, не е одземено. Сега што се случува хипотетички? Ако е тоа така,
би требало сега, пошто ние регистар водиме, Министерството да ги издава лиценците за комора и да ни доставува на нас извештај, за да може ние во регистар да внесеме. До сега ние доставувавме на 2 пати годишно извештај за лиценци на него, на министерот, сега треба министерот на нас да го издава. А како да е случаен надзор? Не, приложи само тоа. Ги дадовте законите? Да, законот ви е даден. Тоа е за унапредување на регистри на здравствени одбор. Тоа е значи делот од регистарот од комората, значи областувањето. Не е целосно јавното областување, не е ни времено, не е ни целосно. Значи не е тоа, е сега, дискутабилно е, ние не сме комора што е добила од министер јавно областување. Да се разбереме и тука. Независно тело. Не, ние сме независно тело, ние сме партнер со Министерството за здравствена работа. Ние со закон сме добили јавно областување, не од Министерството за здравствено. Затоа што трите комори со големи букви се напишани поодделно. Да. Нови комори ги фаќа ова параграфите други. Ние што сме тогаш со име и презиме ставени у законот, значи Со голема буква. еве во лекарска, стоматолошка и фармацевска комора се тука, а за другите комори вика друго. Значи, И сега пак не заобиколувате. Сакате да кажете дека ова е незаконско одзимање на областувањата од страна на министерот? сметаме не незаконски. Значи убаво ќе повторам. Не сметаме дека е незаконско, нема законско право, но сметаме дека не е по однос на доказите кои ги наведува по однос на образложението исправно. И затоа ќе има Неисправно. Значи не викам незаконско, законот дозволува за него. Но ставот кој ќе биде пренесен понатаму, ова сега го видовме, треба да го разгледаме малку. За малку повеќе да може да дадеме информација, сепак треба да го погледне и правниот тим. Не, тој ме прашува во однос на постапката. Не дали министерот има право законски Добро, да го има направи. право според закон. Постапката на одземање, дали според вас е незаконски направена, а според А, законодавството е. Значи според која документација? А вие што Па не како сте поднесете? независни, сега рековте дека сте самостојни. Според документацијата што ја доставуваме, кажуваме дека фактите врз кои се повикува не се точни. Колку активни лиценци има? 2850. Колку членови број комора? Активни членови има на тек 2200. Што значи активен член, што лиценца? Не е поврзана лиценца со активно членство. Затоа што членството се губи и со неплаќање членарина и друго, не се губи лиценца. Кога изгубиш лиценца, губиш членство. По автоматизм. Годишно, секоја година се обновува Членството мора секој да плати до 31.3 за од годината за претходната година. Не значи да си се дава фора 15 месеци Како нека е данокот на ниво? Па последователно, не унапред. Колку пари остварувате по тоа членство? Сега финансиите не знам ја да ви кажам, но ако рачунаме дека членарината е некаде 20 евра, ако се членови 2000, лиценците нема за лиценците пари. 3000 денари кошта, ако го обнови сега лиценца, и 3000 денари трошоците што ги имаме ние.